Почитувани представници на медиумите, благодарам на сите за присуството. Денес наш гостин е председателот на СДП Хрватска, господинот Синиша Хајдаш-Дончич со неговата делегација. Имавме наистина одлични средби и состаноци на кои што разменивме знаење, искуства, некои наши согледувања за движење на политиката како во регионот, така во Европа и светот. Имено ние сме сестрински партии и нашите темелни идеолошки вредностни политики се практично исти. Разговаравме за неколку конкретни теми, имено за збратимување на општините, во кои што СДСМ тука во Македонија и СДП во Хрватска имаат своји градоначалници. Председателот Дончич ги сподели искуствата, бенефитите кои што Хрватска ги има изминатите повеќе години од членството во Европската Унија, и тоа е нешто што ние сакаме да го аплицираме некаде таму каде што сакаме да стигнеме. Практично Европската Унија да не ја гледаме како наша стратешка цел, туку како инструмент да стигнеме до нашата стратешка цел, а наша стратешка цел е да живееме подобро, поквалитетно, во добри средени урбани средини, да има можности за младите, да има високи плати, да има квалитетен живот, младите да не забинуваат од земјата, а старите да имаат достоинствени пензионерски денови. Ни презентира како неколку општини, посебно една во близина на Загреб, каде што СДП има градоначалничка, се менувала со текот на годините благодарение на европските фондови. Колку сте помалку развиени, толку имате поголем процент од европските фондови. И тоа што сега ние не можеме да го направиме. Празни места, празни локации, поранешни фабрики во Хрватска прераснуваат во културни центри, спортски сали, сали за концерти, сали за соодветни активности за деца, за кинопроекции, за возрастни пензионери, луѓе кои што благодарение на европските фондови се платени да се грижат за пензионерите, и тоа е тоа што Европската Унија вистински квалитативно го нуди, да го подобриме нашиот живот, поради тоа што немајќи ги тие кохезиони фондови, ние практично сме оставени на немилост, а кога еден буџет на земја нема средства, се случува тоа што се случува и во градовите, и во селата се опустошени, а во градовите се случува брутална една бетонизација. Например, во една фабрика која што многу личи на тоа што изгледаше нашата фабрика Треска, сега во местото Забо во Хрватска е еден урбан центар. Што се случува кај нас? Приватни инвеститори градат згради. Нема што да се случува кога нема извор на средства. Значи, ја гледаме Европската Унија како инструмент да стигнеме до нашата стратешка цел. Жалам што имаме влада која што ништо не прави на таа тема. Сметам дека тоа што сме некако поданички наместени во односите со Србија, Унгарија и практично Русија не води никаде. Ова стагнација, немање развој не му носи на никаде добро. Благодарам. Председателе, хвала. Повелите. СДП Хрватske snažno podupire europsku perspektivu Makedonije. Podupiremo i snažno našu partnersku stranku u Makedoniji, SDSM, jer osobno mislim da ono što su vam i što vam još uvijek čine i Grci i Bugari je zapravo jedna europska sramota na vašem europskom putu. Dakle, te stvari trebaju ostati bilateralne, da ih rješava Makedonija sa Grčkom i Makedonija sa Bugarskom, a ne da postoje veta, ne da postoje nekakve zabrane za makedonski put u Europi. Zašto je to i za Hrvatsku bitno? Bitno je jer je Makedonija tijekom svoje povijesti, dakle, uvijek bila u izvanrednim odnosima sa Hrvatskom, i gospodarskim, i kulturnim, i političkim. I tako će i ostati. Vi morate znati da je Europska unija samo sredstvo za ostvarivanje vaših nacionalnih ciljeva. A to je blagostanje, to je zapravo puna zaposlenost i to je ugodan život, dakle, za sve stanovnike Makedonije. U tom putu imate iskrenog prijatelja u SDP-u Hrvatske, iskrenog prijatelja i u meni. I taj put je trnovit. I možda Europska unija nije idealna,
ali za male narode, kao što su i hrvatski narod i makedonski narod, u ovom globalnom okruženju, ja ne vidim bolju asocijaciju trenutno. Ne postoji. Ona će nas još više zbližiti, omogućit će da u depopulacijskim krajevima, dakle gdje ljudi nažalost odlaze, kako i u Makedoniji i u Hrvatskoj, se neke stvari financiraju europskim sredstvima. I to je bitno. Ali ja Europu ne gledam isključivo kroz novac, gledam je kroz onu prizmu zašto i kako je nastala. A nastala je zapravo iz humanih ideja. Nakon stoljeća ratova, da Europa zapravo živi u miru. I da ljudi kroz svoje kompetencije, kroz svoje sadržaje i sličnosti razvijaju i stvaraju novu vrijednost. I zato znam, ne da mislim nego znam, da socijaldemokracija nije iščeznula i nije propala ni u Makedoniji ni u Hrvatskoj. Jer socijaldemokrati jedini vam daju odgovor na dva pitanja. A to je, zalažemo se za dodanu vrijednost, nismo protiv kapitala, tražimo da se stvara nova vrijednost, ali želimo da primarna raspodjela, a to vam je ona u tvornici, da tako kažem slikovito, između radnika i vlasnika kapitala bude pravedna. Ne sekundarna, kroz poreze, takse, subvencije, socijalnu pomoć, nego primarna. O tome niko ne priča. Ni u Makedoniji, osim SDSM-a, ni u Hrvatskoj, osim SDP-a. I tu sam kristalno jasan. I ono što mi je danas osvježenje s ovim ljudima, s ovim prijateljima, drugovima kojima sam bio, da dijelimo istu viziju, da dijelimo iste strahove, ali istu nadu. Da i u Makedoniji i u Hrvatskoj može biti bolje uz jaku socijaldemokratsku stranku. I zato smo kolega, predsjednik moj i ja, zapravo danas u toj formatu dogovorili da gradovi u Makedoniji i općine, dakle gdje su gradonačelnici i načelnici s SDSM-a, dakle se još jače povežu s hrvatskim gradovima i općinama gdje su SDP-ovci, gradonačelnici i načelnici. Ali ne samo zbog politike, već da pripremamo zajedno te općine i gradove za Europsku uniju, za sredstva koja dolaze, kako se što bolje pripremiti. I mi smo prijatelji svi. I tako treba ostati. Hvala, izvolite. Добро, во однос на првата работа, мерките се апсолутно закаснати. И не гледам што објаснува премиерот кога кажува дека ќе има само мало зголемување на цената на дизелот. Мерките се да има намалување или да има зголемување. Ние сме очигледно единствена земја во регионот и веројатно во Европа што воведува мерки, а цените на горивата растат. Таква земја едноставно нема. Гледаме дека слична цена на горивата има во Хрватска, има во Словенија, каде што минималната плата е 1000-1500 евра. А нашата е 400 и нешто евра. За какви мерки зборува премиерот? Треба граѓаните да видат нешто што навистина ќе почувствуваат во смисла на бенефит, намалување или ако ништо друго, ограничување на цените. Дека мерките се закаснети, тоа е факт. Започна спиралата на покачување на цените на храната. Се е поскапено. Сите основни прехранбени продукти се поскапени. Од млечни производи, јајца, зејтин, месни производи, овошне, зеленчук, се е поскапено. 10, 20, 30%. И да почне да се намалува цената на нафтата со кризата, тие цени нема да се вратат назад. Тоа сме го виделе на сега. Еднаш кога ќе пораснат цените, назад не се враќаат. Кажува премиерот, ја пратат ситуацијата. Што пратат во ситуацијата? Што пратат ако ништо не прават? Дали се тие само неми посматрачи или се влада која што нешто треба да направи да им помогне на граѓаните? Така да сметам дека не само што се закаснети, туку се и нецелосни и сметам дека тоа што премиерот го кажува е на некој начин подсмевање на кон вистинските потреби, со подсмев кон вистинските потреби на граѓаните. Тие бараат помош. Нема ништо од владата. Внимавајте, уширачки ќе кажам, мерки со кои што цените на горивата растат. Кај го има тоа? Никаде. И во однос на второто прашање, е на страшно понижувачка мерка од еден човек кој што овој момент е министер за здравство, а со здравството и медицината нема никаква врска. Човекот доаѓа од IT сектор, тој не знае
Што е здравствениот сектор? Медицина па воопшто не знае. Ваква понижувачка мерка со која што докторите ги сведува на ниво на работници у фабрика, кои што треба да се откуцаат, са бајле и да си одат, нема никаде во светот. Се поставува следното прашање. Што кога некој доктор ќе дојде попладне и ќе биде повикан од помлад колега за консултација? Ќе се остави фингерпринт тогаш? Ќе го плати министерот дополнително? Како е таа мерка за мерење на работното време? Односно, како се мери работното време? Тогаш кога имате некоја оперативна интервенција која што трае час, 2 или 3 и се спасува човечки живот, и тогаш кога немате, затоа што не може да имате цело време, како се мери квалитативно тоа време? Да го прашаме министерот. Наместо вакви понижувачки мерки, треба да ги зголемат платите. Треба да ги зголемат сериозно платите на докторите. Затоа што со вакви мерки и незголемување на платите, единствено нешто што се прави, се брка докторите од јавното здравство и се брка да одат во приватните болници. Ете тоа се случува. Кога докторите не се никако стимулирани. Платите не се мрнати од наше време. Кога ние ги зголемивме за неколку пати. Дежурствата се зголемија од 1200 за викенд на 6000 денари. Тоа е 5 пати зголемување на дежурствата. 5 пати, 500%. Плюс основните плати, само еднаш пред ковидот да почне, 40%. Плюс дополнителни зголемување на медицинските сестри, болничарите и така натаму. 2,5 пати вкупните примања порасна на платите во здравството. Тој тренд треба да продолжи. Не да се отчукуваат со фингерпринт колегите како работници во трета смена фабрика. Тоа се луѓе кои што пожртвувано цел живот работат да спасуваат животи. Не можеш да ги сведеш на тоа ниво, посебно од човек кој што нема никаква врска со овој систем. Не знам со што заслужил да биде министер за здравство. Мизерна мерка, мизерна. Пред известно време, односно пред некој ден, најавивте подочно господин Жерновски дека се работи на преговори за проширување на вашата пратеничка група во рамките на законодавниот дом. Докаде со овие преговори, може ли да ми откриете нешто повеќе и за колку пратеници се работи, ако може некој? Добро, јас не бих шпекулирал со имиња, но очигледно е дека владината коалиција постепено се распаѓа. Очигледно е дека движењето, партијата знам кој што е предавничко движење, луѓе кои што ја предадоа партијата за своји собствени финансиски интереси, неколку луѓе наврват на партијата и се подизведувачи на ВМРО ДПМН во овие антинародни и спротивно на националните интереси политики, постепено се распаѓа. Луѓето очигледно мислеле едно, дека ќе биде, но се покажало дека е друго. Ние на тоа предупредивме, уште пред за време на кампањата во 2024 година, но ете, имаше голем број на луѓе кои што тогаш беа разочарани од СДСМ, го дадоа гласот за знам и сватија дека биле прелажени. И затоа на тие луѓе сега им отворена вратата, не сега, и изминатиот период, и ќе биде и понатаму, да знаат дека ова е матичната партија, која што никогаш не отстапила од главните идеолошки вредностни политики, кои што се тука градени и имплементирани со децении наназад. Не може да мислат луѓето како Христијан Мицкоски и Максим Димитриевски, дека некој само ќе седи у собрание и ќе дига рака додека они тераат бизнеси. А блокиран е европскиот пат, не се гласаат закони за раст на минималната плата, не се гласаат закони за повеќе пари во земјоделството, се носи страшен дискриминирачки противуставен закон за високото образование, ништо не се случува во здравството. Луѓето не се наивни, така да вратите на нашата партија се отворени, ние окрупнуваме, најавивме и фронт, ја презентиравме и програмата, вредностни политики, нешто што на граѓаните вистински им треба поддршки, на младите да не заминуваат тука, конкретни финансиски поддршки кои што ќе ги добиваат, понатаму поддршка во земјоделството, во делот на технологијата, како никогаш до сега, поддршка во образованието, поддршка во здравството, вистинска реформа за јакнување на институциите, департизација на големите компании за енергетика, скратена работна недела, 4 дена наместо 5, со зголемување на ефикасноста, и тоа се примери кои што ги земаме во Европа, затоа што нас тоа ни треба. Нас тука ни треба подобар, квалитетен живот. Не ни треба организирана криминална група која што во моментов ја води државата и се богатат само неколку луѓе од врвот на власти и нивни блиски луѓе. Ете, тоа ни треба.
спомнавте, знам дали тоа значи дека преговорите се водат со пратеници, не знам. Се водат со повеќе луѓе. Дали има други прашања? Благодарам.